Според официјалните податоци, 21% од населението во Македонија е сиромашно, односно околу 450.000 луѓе не можат да се дозволат 3-дневни оброци. Со цел намалување на сиромаштијата, неколку македонски здруженија, меѓу кои и Здруженијето Љубезност, веќе подолго време организираат хуманитарни акции и поставуваат пунктови за собирање храна и облека. Покрај поставувањето на штандови пред големите маркети, активистите на ова здружение се грижат и за бездомните лица. Еднаш неделно тие готват за нив, а храната ја делат пред спомен куќата на мајка Тереза. Македонија е рангирана на 8-то место во светски рамки по количина фрлена храна според бројот на жители. Околу 30% од храната произведена или увезена во Македонија никогаш не се консумира. Љубезност се познат во јавноста со седмичниот оброк. Секоја сабота се дели топол оброк на бездомниците во Скопје. Во текот на седмицата, во текот на цела година, посетуваме социјално загрозени семејства и им донираме храна, облека, обувки, постелнина, електрични апарати, мебел, се она што им е потребно за да можат нормално да живеат. Според официјалните податоци од Заводот за статистика од 2016 година се кажува јасно дека 21% од населението во Македонија е во рап на сиромаштија. Тоа се 450.000 граѓани кои што не може да се обезбедат 1, 2 или 3 оброци во текот на денот. Навистина бројката е многу голема, која што бројка било кое здружение во Македонија може целосно да го покрие со своите можности за работа и услови за работа. Затоа на ваков начин се здружуваме, како здруженија, со вакви активности заедно за да собереме што поголема количина на храна и истата храна потоа да ја делиме на нашите корисници, на луѓето кои што ги посетуваме во текот на годината. Проценките се дека фрламе 12.000 тони храна, со кои може да се обезбедат по 3 оброка дневно за 26.000 граѓани, а вкупните вишоци надминуваат 100.000 тони. Најголем процент храна што се фрла доаѓа од угостителските објекти и производители на храна. Мал број на фирми, на компании, на ресторани и хотели се одважуваат за да донираат зготвена храна затоа што не се заштитени. Меѓутоа, без разлика на тоа, се повеќе се зголемува бројот на вакви субјекти кои што сакаат да ја донираат таа храна наместо да ја фрлат во отпад, да ја донираат. Така да се надеваме дека во следниот период ќе се зголемува нивниот број. Меѓутоа, за да биде тоа целосно и онака како што треба, тоа системски треба да се реши, треба да се донесе регулатива или постојните закони да се изменат или да се донесе нов закон, каде што ние како здружение во претходниот период учествувавме во работната група за донесување на закон за донирање на вишок на храна. Се надеваме дека во следниот период тоа ќе се реализира. Впрочем, 2019 година ќе биде експериментална година, каде што и Министерството за труд и социјална политика влегува целосно во оваа работа со овозможување на реализирање на некој иновативен проект од здруженијата, каде што на терен да се покаже како би функционирало сето тоа, за да може после да се донесе регулатива која што ќе се базира на нешто реално. Не да донесуваме регулатива и закони кои што не може да се имплементираат, него нешто што ќе функционира на терен, да може на крајот да се заокружи со една добра, здрава регулатива која што ќе се почитува и ќе се имплементира целосно во следен период. И за крај, храната која не ви е потребна, наместо да ја фрлите, донирајте ја. На тој начин, не само што ќе наполните нечија празна трпеза, туку и ќе ја заштитите животната средина.